Истражување на Штипскиот правен факултет. Името го сакаме повеќе од Европската унија. Само 9% од испитаниците би се согласиле на промена на уставното име за влез во ЕУ. Ова е заклучокот од резултатите од истражувањето во кое учествувале 500 испитаници. Меѓу другото, голем дел од анкетираните перспективата на Македонија ја гледат во ЕУ и НАТО, но поддршката на Алијансата опаднала. Имаме поголема поддршка за Алијанса за членство во Европската унија за разлика од членството во НАТО, но имаме многу интересен индикатор кај што се забележува, тоа досега не сме го виделе од други анкети, дека со опаѓањето на возрастната категорија опаѓа и поддршката особено за членство во НАТО. Поддршката за членство во НАТО изнесува некаде околу 62,9%, но кај најмладите категории, кај студентите, оваа поддршка опаѓа до некаде околу 55%. Во споредба со на претходни истражувања може да се забележи тренд на опаѓање на поддршката за членство во НАТО. Овој тренд се потврдува и со ова истражување. Но освен за влезот во ЕУ и НАТО, како и промена на името како услов, во склоп на истражувањето биле вклучени и односите и влијанието на светските сили и пријателските односи. Најголем процент од испитаниците сметаат дека Србија е најблиска, односно најпријателска земја за нив од регионот. Потоа од светските сили најголем број од испитаниците сметаат дека тоа е Русија, но голем дел од испитаниците сметаат дека тоа е и Германија и САД. Истражувањето и презентирањето на резултатите е во склоп на одбележувањето на Денот на Европа. Најнапред го користиме и за промотивни цели на факултетот, во рамките на кои промовираме, имаме предвидено промоција на серија на книги и изданија, кои што се во изданија на правниот факултет, меѓу кои ќе ги споменам публикацијата "Не е шега, цензура и дискриминација" од студенти, изработена од студенти од трудови од правниот факултет и од колеги од Ликовната академија со нивни плакати. Истражувањето било спроведено од страна на студенти на тема евроинтеграцијски процеси на Македонија и спорот со името.